Македонскиот супермен Виктор Апостоловски денеска мое друштво во Без маска. Го чекаме да стигне од Битола и еве го паркира. Абе, шо е ова, собраќе, шо е ова ексик? Добро, каде со ваква валкана кола? Валкана? Патиштата наши како се? Јас тргнам да те изгушкам, не сме... Јас да си оправдам колата. Знаеш, после вакви патишта, уствари треба бесплатно да биди механичар и перална, пошто... Добро, ти се случуваат глупости кога си на автопат, да останеш без бензин, да гума да ти се дупне? Без бензин не, ама да се дупни гума, да има возачи непрописни, да речам, да прат глупости по патиштата, да, се случува често и се случуваат вакви работи. Ој не е ништо, имам кафе, ама дој се во Скопје. Добро, кога ти се дупне гума, знаеш да си смениш сам? Фала Богу, сега да ти кажам, вадам едно блуперс видео од Супермен, кај што ја клавам пак гумата што ја бркав, да, и кај што збора Рохи нешто во позадина таму. Да, јас и ке те прашував како излезе тоа со Супермен, значи буквално 7 отиде опако. Чиво беше сценариото? Абе, сценариото може да биде на Роки, не може такво сценарио друг да направи Виктор? Да, муабетот беше дека знаеш, обично кога ќе направат кај нас, кога ќе си Супермен или кога ќе е нешто такво, обично прат нешто да ме гледа колку е големо, колку е јако. Јас сакав да представам Супермен како обичен човек, што за ништо не го бива. Дешава, да. Поќе хаос да му се дешава, отколку да му оди во животот и во спасување. Слушај, ти си сигурно уморен од патот, ајде да те водам на кафе. Може. Јас ти реков ќе те носам на кафе, ама ти кафе не пиеш. Не, јас не пушиш. Сокче пороци немаш. Немаш. Ако се рачуна музиката и благото, ако се рачуна го порок, то ми е. Затоа сум уште вака во бравчињата. Не сум вратен уште во форма. Добро, а жени? Не, жените не се порок. Жените се нешто друго. Ние ствари многу одамна не знаеме ништо за твојот приватен живот. Што се случува на љубовен план? Да ти кажам, колата ми ја креват многу често. Еве ги знам овие малце. Тоа се. Да се видиме. Да, не знам моти, никогаш сум ја некел татема и од секогаш сум сакал мојот приватен живот да си биде мојот приватен живот. Добро, едно време беше многу експониран. Да, ама некако бевме погодени да бидиме двајцата во иста професија и реално колку и да сакаш да избегаш, не можеш. Неминовно беше прашањето. Сега, пошто да не сум инволвиран, да речем, со никој од професијата и гледам што поприватно ми биде тој дел од животот, пошто помирна ми е глата, ти кажам искрено, и многу ми се без веза кога ќе ми почнат со тие зошто, како, и луѓето обично и не се навикнати. Добро, девојките ти знаат да знаат да ти изреагираат заради тоа што си во јавна професија, заради тоа што верува дека кога ќе отидеш на свирка или некаде други девојчиња трчаат по тебе? Љубоморни се? Многу тежок момент е тој за нашата професија и то никогаш нема го сфатам. Значи, луѓето се базират на некој, не знам, како се викат... Собствени верувања? Не, него... Како е зборот? Речникот ми е многу убав речникот. Предрасуди. Добро. Предрасуди беше зборот. Сите професии си имаат, особено нашата. Значи, пејач, ти си автоматски наркоман, пијаница, женка, ова, и така натаму, и така натаму. И сега, автоматски кој си пејач, ти следат тие сомнежи, значи, неминовно, нема шанса. Епитет ти се лепи и тоа е. Да, и без разлика ти што нити пиеш, нити пушиш, нити ова, професионален си во тоа што си го работиш, уопште не е битно. Девојчињата обично јако му е интересно му е кога е некоја јавна личност во прашање, ама не ќе да се носат со тоа што го носи професијата. И тоа е многу без веза и личноста која се смени или кога ќе смени професија или начин на функционирање не е поќе таа личност во која си се заљубила или си се заљубил. Дали уште ти се случи во она лудило како од времето на Идол кога буквално не можеше да мрднеш од девојчиња? Тоа е многу интересно, многу интересен момент е сега што се враќаат некои работи што се случува на Идолот. После Супермен, па дури и со Роки, да ти кажам искрено,
Чекај, него беше Роки, за Роки ќе те прашам Важи. попосле. Одамна сум немал некое такво чувство и знаеш луѓето те знаат сегде кај да одиш, сите го памтат и долу, сите ме памтат мене како лик и особено мене и Кико, најмногу не памтат. И се е тоа окей, ама се кога се случи Супермен, почна буквално луѓе што ги немам 20 години видено пак да ми пишат, знаеш, да ми се пуштаат луѓе по улица, се сликаат, деца да се пресрекни кои ме видат, да ми пуштаат луѓе од деца снимки дека на Супермен игра. Многу интересно ми е, се осеќам пак како 19 имам, да ти кажам право. Се случи ситуација кога рече најдов порака од обожавателка, ми рече Виктор, остави ми го носената долна облека, остави ми. Добиваш уште такви пораки? Не, до толку не, макар што има, особено дури траеше ова за Евровизија, имаше луѓе од цел свет што ни пишеа, што буквално немат влакна на јазикот, немат никаква граница. Прв пат ти пиши, ти стига реквест, пример, нити го знаеш човекот, нити го познаваш. И небитно ни дали е машко или женско, не се замара тич. И го ти лупни некоја порака, седиш вака, се чешеш, си викаш шо му е на луѓето. Слики, непристојни. Да. Значи, многу ми е чудно што луѓе си имат таква храброст и си дозволуват да пуштат нешто такво. Предпоставам дека Инстаграм од социјалните мрежи па некако го родија Роки, твоето алтер его. Како се случи, од каде идејата Роки да се појави по твојот живот? Па, уствари, TikTok беше првично Добро. таквото. Ме тераа многу... И на TikTok си активен? Да, на TikTok сум поактивен, да ти кажам. Имам дупло поќе следбеници од колку на Инстаграм. Значи, почнав на TikTok да снимам ствари, и ме тераа одамна, ама ја спуштив и онака не ја гледав уопште апликацијата и направив една пародија, ја пуштив и почна да функционира TikTokот и општо гледајки вака од што се случува низ битолата наша, низ Македонија сегде, инспирирано од народот излезе Роки, пошто Роки го среќаваме во сите области во секојдневието и на крај испадна дека Роки уствари е многу интересен човек. И сега дури размислувам поќе ликој да смислам да ти кажам. Добро, дали Роки го кажува гласно тоа што Виктор не сме да го каже? На моменти да, тоа е многу интересна работа. Ние како јавни личности, наместо да имаме цела слобода на светот да кажеме се што сакаме да кажеме како што имат во светот, Македонија пошто е помала држава и пошто сме сите затворени и секој со секого се познава. секој се знае, сите се леле што ќе речат другите. И сега за некои работи некако технички не смеш да збораш, пошто ќе бидеш суден од сите можни страни. Вака кога се кажи низ хумор, то ми е некако од К15 останато, кога се кажи низ хумор нештото малце по-лабаво врви. Тука ти е некаде телефонот во близина. Дај да го видиме Роки како едно да се сликаме за Инстаграм или евентуално едно Роки видео да направиме. Се сега ќе пуштиме едно Роки видео ќе направиме, Само мора гласот да го смениме малце. Не те прашав, ти го погодив пијалокот? Полете за вас. Не можеш да промашиш со Фала. цедено портокалче. Сега го гледаш Роки. Еве сме муциња, снимаме едно интервју. Јас сум Роки, ти си Јас сум Ендро. Смоки? Може Смоки, може. Значи Роки и Смоки снимат интервју. Бидете тате. Ете така. Ти кажуваш дека си растен можда во најозлогласеното мало во Битола. Вистина? Можда сигурно да ти кажам право. Можда сигурно Баир мала не е шала. Мене ми е многу кеф што пораснав таму. Од ако бев, ако растевме на било кое друго место, ни јас ни брат ми немаше да биме луѓето што сме денес. Малото не научи и школото во која учевме, да речам основно, не научи на многу животни лекции многу рано. И многу ми е, нормално секој сака да живее на поубаво место во поубави услови, ама поубави услови прат многу слаби луѓе. И затоа во суштина кој ми речат, кој ме прашат луѓе, како бе брат ти толку време работиш, не се откажуваш, знаеш, луѓе влегват во музиката, излегват, прат 300 глупости. Да, ти си колку, 15 на година? Да, ти си го работиш што константно си вадиш музики без разлика промоции, не промоции, ова, она, има поддршка, нема поддршка, не се замараш, си работиш. Му викам, брат, така сум порастен, така сум воспитан прво од дома, после од малото, да не се откажувам и да си ја работам работата што сакам. Добро, имаше непријатни ситуации кога одеше на училиште, пошто ти си кажувал дека си бил многу мирно дете, ама и другарите дека ти биле такви. Абе, види,
Значи, патот од кај мене до училиште беше некои 20 минути за дете пешки. И моите не однесоа, пример, ќе ме однесеа првиот ден или еднаш два пати, не се сеќавам и после тоа ми рекоа, го знаеш патот? Повели. И то многу ме бендисва, што пример денешно време се нервирам кога ќе видам родители што и носат децата буквално од овде до онде на училиште. Тоа ми е многу, извинете, знам дека се грижите за вашите деца, ама ако не го остеш детето понекогаш, барем на училиште да оди сам пешки, мислам, на што го учиш, не, малце без везе. Тие пријателства што ти траат од основно училиште, се гледаш уште со некој од луѓето? Па, ретко, ти кажем право, голем дел од нив се негде заминати странство, имаме дел што се кај нас во Битола. Добро, а со луѓето од Идол, со кои што дружевте пред 12 години, вие бевте едно време константно заедно, дење ноќе, се гледаш ли со тие луѓе, во каков однос денес? Да ти кажам, дури викав јас луѓе на журки, дури организирав, дури правевме нешто, или јас или Бети организираше журки, сите се собираја. Отко престанавме да организираме журки, сите ги снема. А мислиш ли дека на Македонија и не достига едно такво талент шоу како што беше Идол, пошто одамна се нема нешто слушано конкретно? Дефинитивно му недостига. Тоа е еден убав начин да се промовират млади луѓе и да се промовира македонска музика пред се, само што Идолот беше една огромна продукција, многу луѓе вработени, многу луѓе задолжени за нас пред се секој ден да не разносват на милион места, така што такво шоу да се организира треба стварно да има некој спремен човек што ќе го направи. Ти долго време живееше во Скопје, пред неколку години се врати назад во Битола за да направиш свое студио, ама и во тоа време мислам дека рече за да му помогнеше на татко ти со неговиот бизнис со вар. Едно време викаше мускулите од кревање вреќи со варти со сега. Одиш во теретана или уште креваш вреќи? Да ти кажам, сега поќе в теретана одам од што кревам вреќи. Не, види, варта е, да речам... Да, пошто теретаната ја спомна сами Сороки, па... Да, теретаната, варта е, да речам, еден занает во изумирање и многу ретко се работи, пошто е тешка физичка работа со дрва, со камења. И секојаш кога му треба помош на татко му помагам. Поретко кревам сега вар, сега поќе кревам тегови во теретана и плакари низ дома, пошто реновации чуда, земаш од тука ваму, па после го враќаш назад. Јас сакав да дојдеме во твоето студио во Битола, меѓутоа денеска сме во Скопје, ти ми кажа дека кај Дојчин треба да одиш да ја снимиш македонската верзија на Супермен. Да, јас му кажав ќе ти се јавам, кога ќе привршваме со муавет, кога ќе допиеме пијачки, да ќе ти звонам, така што треба му звонам и да му кажам да се спреми. Епа ништо, да си го допиеме кафето и да одиме кај Дојчин. Договорен. Добро. Не донесе кај Дојчин, меѓутоа пред да отидеме кај него во студио. Што мислиш за победничката песна на Евровизија? Што мислиш за Андреа? Па види, Андреа е супер, само знаеш, Супермен е супер, се шалам, не. Супер е Андреа. Знаеш, не знам дали постои правилен избор во приказната, за секој правилниот избор е различен, пошто е субјективна темата. Се надевав дека Супермен ќе го пробаме да го вметниме во приказната, и мислам дека Супермен стварно имаше шанса да се изигра многу убаво на сцена и да направи нешто повеќе. Се надевам дека ќе влези Андреа во финале, пошто сите ние имаме некој таков сон и се надевам дека ќе му се оствари. Дали ќе влези, дали е правилен избор ова, оставам на другите коментират, јас не се мешам. Да. Одиме кај Дојчин, да, води на. I can walk, I can talk, I can move, I can groove, I can fly, I can try, I can move like this, blah, 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 blah. I can make your desires, I can jump in the fire, I can play with my money, yes, I can play with your body. I can boom, boom, bang, I can bang, bang, boom. I can ring, drink, think, I can do everything. 'Cause I'm a Superman. 'Cause I'm a Superman, man.
така нека. Најс. Одлично. Коза без проба, супер сме. Коза без проба и коза акустична верзија на Супермен. Да. Ова е плажа верзија. Плажа? А и Ја, тапанчето се спремате? убаво да ти кажам се. Во се погоди. Ја спремате за лето, значи. Да. Ти благодарам што не прими во твоето студио. Добре дојде Нестар. Дојчин. Благодарим Здраво. на поканата, здраво. Како настана Супермен? Откачено. Многу одамна. Со другари, онака на седенка. И во еден момент се роди таа идеја. Знаете, као... Одма тргна да биде Супермен Као или... да. Пошто можам најобични работи си правам, затоа сум Супермен. Значи, као нека мини пародија, збориме, која што требаше да биде смешна и така испадна смешна да биде. И забавна. Ама тоа тлееше буквално може би 10 години, па и повеќе, како идеја. Тоа е премногу. И